Добро дојдовте во урбаните вести. Општина Газибаба подготвува канцеларија за превенција во Стајковци и Сингелич. Ова е само најава. Повеќе детали следуваат во вестите кои ги започнуваме веднаш по генералната најава. Останете со нас. Мултифункционален објект во Сингелич за побрзи услуги за граѓаните. Нова фитнес зона во Карпош. Повторно можност за поднесување барања за приватизација на државно градежно земјиште. Црната точка со најголем број нарушувања на јавниот ред и мир, односно делот од Сингелич до Стајковци, ќе стане место со зголемено присуство на полицијата, со цел да се влијае на безбедноста во општината и да се превенира воопшто да не се случуваат несакани настани со кои се нарушува јавниот ред и мир. Двете канцеларии за превенција во Сингелич и Стајковци треба да придонесат да се зголеми безбедноста и да се доближат услугите до граѓаните. Интензивно се работи на комплетна реконструкција на објектот кај игралиштето Фортуна во Сингелич, кој треба да стане мултифункционален објект и да ги доближи административните услуги до граѓаните. Во овој објект ќе биде сместена и канцеларијата за превенција, која градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, ја најави на првата седница на локалниот совет за превенција, која заедно со канцеларијата за превенција во Стајковци треба да стави крај на прекршоците и нарушувањата на јавниот ред и мир кои често се случуваат на овој дел, односно црната точка од Сингелич до Стајковци. Со овие две канцеларии за превенција во најкритичните места во Газибаба се очекува работата на локалниот совет за превенција и присуството на терен да влијае на безбедноста во општината и да се превенира воопшто да не се случуваат несакани настани со кои се нарушува јавниот ред и мир и се загрозува безбедноста на граѓаните. Канцеларијата во Стајковци е ова канцеларија која што ја предвидуваме да работи на крајот на летово, токму безбедноста, од причина што на овој потек од последна 45 до Стајковци најчесто се случува тепачките помеѓу малолетниците. Расправите во автобусите, со ова упатуваме и порака и апел дека будно ќе ги следиме и монитираме сите можни начини да се злоупотребуваат децата. Со ова сакаме да ставиме крај на ова локација и на овој простор од 2 км, каде што од Сингелич до Стајковци ќе бидат веќе заборавени секој вид на наследства и злоупотреба на децата во автобусите и автобуски делини. Во овој објект, кој што 20 години бил нефункционален, а после поплавата во август 2016 година бил надвор од секаква употреба, покрај канцеларијата за превенција ќе бидат сместени и местната канцеларија и канцеларија на Министерството за труд и социјална политика. И тука ќе се издаваат изводи од матичните книги. Целта на мултифункционалниот објект, чија што реконструкција треба да заврши до крајот на летото, е што поблиску и на побрз начин граѓаните да добиваат услуги. Покажуваме дека општина Газибаба ќе ги надмине и административните пречки со цел што поблиску од секој аспект, од делот на труд и социјална политика, од безбедноста, од делот на решавањето на матичните книги кои што ќе бидат издавени во оваа просторија, така на брз и едноставен начин граѓаните ќе можат да добијат услуга, брза и отворена во овие простории. Се надевам дека и во иднина и во другите населени места ќе отвориме вакви слични простории каде што граѓаните ќе можат сите своји административни потреби да ги решаваат на едно место без да се шетаат од шалтер на шалтер. Продолжува поставувањето на отворени фитнес зони на разни локации низ Скопје. Денеска беше промовирана нова фитнес зона на кејот на Вардар, која бесплатно ќе им биде на располагање за спорт и рекреација на граѓаните. На кејот на реката Вардар во близина на алпинистичката карпа денеска беше поставена нова фитнес зона, уште едно спортско катче во општина Карпош. При промовирањето на фитнес зоната, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека внимателно ја избрале локацијата, која е символ за спорт и рекреација во градот. Богоев напомена дека на оваа локација од алпинистичката карпа до бунарите на Вардар ќе биде изграден и новиот парк кој дополнително ќе го оплемени просторот со ново зеленило и содржини, како и парк за миленици, така што целиот комплекс покрај Вардар во овој дел на кејот ќе биде исклучително атрактивна рекреативна зона во Карпош, меѓу најдобрите, ако не и најдобра во град Скопје и државата, рече Богоев. Јас би сакал во име на општина Карпош, во име на граѓаните на општина Карпош да се заблагодарам на Бимилк за оваа прекрасна Баланс плюс зона за рекреација која денес ја добиваме овде на кејот на реката Вардар.
ова би можело слободно да кажам дека заедно со алпинистичката карпа вештачка која што е тука од нашата лева страна се почетокот на нешто многу поголемо, исто така во контекст на здравиот живот и во контекст на здравиот дух кој што го правиме во општината, а тоа е паркот, големиот парк на Карпош кој што ќе следува во продолжина паралелно со реката Вардар. Така да целото ова, заедно со паркот за миленици кој што во исто време се прави, ќе добие една навистина друга димензија целиот овој дел од градот и од општината. Веќе за година до година и пол најдоцна, ова ќе биде можеби најубавиот дел за рекреација во целиот град и во целата држава. Оваа фитнес зона е донација од компанијата Bimilk, од каде што потенцираат дека целта на зоната е да го поттикне здравиот начин на живот и на директен начин да придонесе за зголемување на физичките активности на граѓаните. Верувам дека голем број од жителите на општина Карпош, меѓутоа и од сите оние рекреативци на градски кеј, ќе допринесе за дружба, рекреација и спортување секако. На соработка со општина Карпош го креиравме ова катче, кое е прво од многуте и ќе следи во следниот период. Граѓаните повторно може да поднесуваат барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост во Управата за имотно-правни работи. Крајниот рок за поднесување на барање за приватизација на државно градежно земјиште е 31 декември 2021 година. Граѓаните повторно може да поднесуваат барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост во Управата за имотно-правни работи. Со измените на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, што стапија на сила вчера, на граѓаните им се дава повторно ова право. Барањата за приватизација законски не можеа да се поднесуваат од истекување на претходниот рок на 15 декември 2014 година до денеска. Документите што треба да се приложат кон барањето се фотокопија од лична карта или пасош, правна основа врз основа на која е стекнато правото на користење на земјиштето, како закон, тапија, пресуда, договор, решение, одлука на надлежен орган и податоци за земјиштето, односно имотен лист од катастар на недвижности или поседован лист од катастарот на земјиштето. Барањата се поднесуваат во подрачните единици на Управата за имотно-правни работи во општината во која се наоѓа земјиштето. Крајниот рок за поднесување на барање за приватизација на државно градежно земјиште е 31 декември 2021 година. Концесионерот на аеродромите во Скопје и Охрид, ТАФ Македонија, забележал пораст на бројот на патници за 21% во периодот од јануари до јуни. Најфреквентните дестинации според патничкиот сообраќај во првите 6 месеци на меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул, Цирих, Базел, Виена, Малме и Братислава. Преку меѓународниот аеродром Скопје и Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле во првите 6 месеци од годинава се привезле 1.041.583 патници, што представува годишен пораст од 21% во споредба со првата половина од минатата година, објави денеска ТАФ Македонија, концесионерот на аеродромите во Скопје и Охрид. Во истиот период од јануари до јуни годинава, бројот на летови на двата македонски аеродроми достигна 9033 со годишен пораст од 16%, како што потенцираат од компанијата. Растот на патничкиот сообраќај со 21% кој што ТАФ Македонија го забележа од јануари до јуни годинава, го надминува и просечниот раст на аеродромите во земјите кои не се членки на Европската унија, кој изнесува 12,5% во првиот квартал од 2018. Најфреквентните дестинации според патничкиот сообраќај во првите 6 месеци на меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул, Цирих, Базел, Виена, Малме и Братислава. Од ТАФ Македонија очекуваат дека порастот на воздушниот сообраќај ќе продолжи со слично темпо и до крајот на годинава, имајќи ги предвид 5 нови дестинации кои беа отворени на аеродромите во Скопје и во Охрид на почетокот од летната сезона во 2018. На почетокот на минатиот месец, лот Polish Airlines влиза во македонскиот пазар со летови меѓу Скопје и Варшава, а на аеродромот во Охрид беа отворени сезонските дестинации Истанбул, Ајдховен, Талин и Варшава.
ТАВ Македонија најави нова редовна авиолинија од Охрид до Виена, која ќе биде поведена во ноември 2018 година. Меѓународниот аеродром Скопје е поврзан со 38 дестинации кои се обслужуваат од 13 авиокомпании. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле има 3 редовни авиолинии кои функционираат во текот на целата година и 8 сезонски дестинации, обслужувани од 11 авиокомпании. На крајот на месецов истекува рокот за доставување понуди на повикот за Министерството за транспорт и врски за избор на авиокомпанија за ефтини авиолинии со субвенции од државата. Македонската филхармонија најави богата програма за концертната сезона 2018-2019, која почнува на 27 септември со концертот Ново утро и настапот на славниот француски пианист Лука Дебар. Новата концертна сезона 2018-2019 на Македонската филхармонија ќе стартува на 27 септември под името Ново утро, кога под палката на маестро Јерухам Шаровски од Израел ќе настапи фантастичниот француски пианист Лука Дебарк, лауреат на престижниот надпревар Чајковски. И оваа година, покрај делата од класичната литература и современи премиерни дела, програмата ќе биде збогатена со композиции од македонски автори, а на подиумот со Македонската филхармонија ќе застанат и фантастични македонски солисти, меѓу нив и Ѓорги Цинциевски на контрабас, Нина Костова Јаневска на пијано, Милан Стилјанов како вокален солист, како и нашите диригенти Боријан Цанев, Сашо Татарчевски. А првпат со филхармонијата ќе диригира Виктор Митревски, кој доаѓа од школата од Виена. Ќе бидат изведени и македонски дела од автори како Сони Петровски, Владимир Николов и Љубомир Брангјолица. Покрај главната програма, односно концертите кои што ќе се одржуваат во големата сала, меѓу нив и детските концерти, Македонската филхармонија најави и интересни настани кои ќе се случуваат во малата камерна сала. Со новата програма Македонската филхармонија ќе стартува сезоната и со нова маркетиншка кампања и со нов слоган Високи вибрации. Македонската филхармонија за редовните посетители на концертите ќе овозможи блок билети во кои ќе бидат вклучени сите концерти по цена од 9000 динари, а кои ќе може да се набават до 20 септември. Исто така Македонската филхармонија новата концертна сезона ќе стартува со кампањата Без мобилни, која треба да ја зголеми свеста кај посетителите да не ги користат своите мобилни телефони за време на музичките настани. Во рамки на програмата на Скопско лето вечерва во кино Фросина концерт ќе одржи младинскиот светски џез оркестар, предводен од меѓународно признатиот диригент Луис Бонила. Младинскиот светски џез оркестар, предводен од американскиот диригент Луис Бонила, вечерва ќе одржат концерт во кино Фросина во Младинскиот културен центар. Концертот, кој е со почеток во 20 часот, е дел од програмата на Скопско лето и требаше да се одржи синоќа во Сулијан на Факултетот за ликовни уметности, но беше одложен поради нестабилните временски услови и појавата на дожд, информираат од Скопско лето. Дирекцијата за култура и уметност Скопје го организира концертот во соработка со Музичката младина на Македонија. Тоа е прв интернационален младински џез оркестар во светот, составен од 18 млади професионални џез музичари, избрани преку отворени глобални аудиции. Бендот работи со најдобри диригенти, уметници и композитори во светот и годишно оди на турнеја, појавувајќи се на престижни европски сцени и џез фестивали. Во рамки на нивната 7 европска турнеја овој месец тие музицираат на Балканот, представувајќи 12 земји. Младите музичари ќе ги посетат Македонија, Бугарија, Хрватска и Словенија. Младинскиот светски џез оркестар формиран во 2012 година од DMA International, мрежа од невладини организации за музика за млади. Има настапи на масовни концерти и џез фестивали, вклучувајќи ги Монтро џез фестивал, џез фестивалот Северно море и Уникредит павилјон на Милано. Диригентот Луис Бонила, кој го предводи мултинационалниот оркестар, е меѓународно признат тромбонист, композитор и едукатор од Америка.
Според управата за хидрометеоролошки работи следува период на претежно стабилно и потопло време, освен во петок, кога во попладневните часови на север ќе има услови за краткотраен дожд и ретки грмежи. Утре температурата ќе го достигне 30 степен, во четврток 32, додека во петок и сабота 31 степен. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма. Довидување.